Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Расте бројката на заболени лица од грип во Кочани. Во првата недела од новата година беа регистрирани 168 ново заболени, а во втората Центарот за јавно здравје Кочани бележи уште 136 лица, така што бројот се искачи на 467 лица заболени од грип. Во Виница пак бројката достигна до 221 лице заболено од грип. Минатата година заврши со 163 лица заболени од грип, а само во првата недела од оваа година Центарот за јавно здравје Кочани регистрира уште 168 ново заболени, во втората уште 136, што значи Центарот за јавно здравје од Кочани бележи вкупно 467 лица заболени од грип, истакнува епидемиологот доктор Натка Карамфилова и додава дека променливото време си го направи своето и зголемениот број на заболени од грип во овој период од годината е очекуван. Доктор Натка Карамфилова истакнува дека вкупниот број на заболени лица од грип во моментов е тројно повисока од споменатата, бидејќи поголем број од болните се лекуваат во домашни услови без да се јават на лекар. Во Виница пак 2016 заврши со 44 заболени од грип. Во првата недела од оваа година бројката се искачи на 95 ново заболени. Во втората уште 82 лица, така што во оваа општина се регистрирани 221 лице заболено од грип. Препораките на лекарите остануваат исти, да не се мешаат здрави и болни лица и да се редуцира излегувањето по студот и ниските температури. Канал 8 телевизија е прва во регионот и меѓу трите најгледани локални телевизиски станици во Македонија. Такви се податоците што ги објави Државната агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Македонија, според истражувањето што го направила за изминатата година. Телевизија Канал 8 регистрирала вкупна просечна гледаност од 3,57% во 2016 година, со што има најголем процент на гледаност меѓу локалните телевизиски станици во регионот Д3 Туртел, односно во источниот дел од државата. Истовремено, со овие податоци, таа е меѓу најгледаните 3 локални телевизии во Македонија во 2016-та. Ваквите сознанија произлегуваат од извештајот што неодамна го објави Државната агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Македонија за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици. Прегледот на уделот на локалните телевизиски канали во вкупниот број канали што ги навели испитаниците од територијата на општините Кочани, Виница, Чешиново, Блешево, Зрновци и Пробиштип покажува дека Канал 8 е за двојно погледана од останатите локални телевизии. Дополнително, она што е необично е што програмата на нашата телевизија има поголема гледаност дури и од некои од регионалните телевизиски станици во источниот регион, кои освен преку кабел се емитуваат и тереstriјално, односно објективно имаат поголема достапност до публиката. Во однос на структурата на лицата кои ја следеле Канал 8, околу 84% од гледачите биле од женскиот пол, што е за околу 6% повеќе во однос на мажите. А возрастната категорија која најмногу ја следела нашата програма е меѓу 25 и 60 години. Дека Канал 8 е меѓу трите најгледани локални телевизии во Македонија потврдува споредбата со телевизиските станици во другите региони во државата, во кои сличен процент имаат телевизиите Орбис во Битолскиот и Канал 21 во Велешкиот регион. Кога ќе се земат предвид податоците од истражувањата за гледаноста, што ги објави Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Македонија, во очи паѓа несразмерниот однос во финансирањето на телевизиските станици во регионот. Имено, според податоците што ги добивме од локалната самуправа на Кочани, например во 2015 година, Канал 8 за извршените услуги од буџетот на општината добила само 6000 денари, додека другата локална телевизија била великодушно наградена со над 868.000 денари. Оттаму, нејасно е по кој критериум локалната власт во Кочани ја прави распределбата на парите на граѓаните, ако се има предвид дека процентот на гледаност на програмите на локалните телевизии е 2:1 во корист на Канал 8. Таква нелојална конкуренција нема во ниту една општина во Македонија. Односно, секаде каде што има 2 или повеќе телевизии, градоначалниците се трудат рамномерно да ги распределат парите што граѓаните им ги дале на располагање.
Првото бебе во Виница во 2017 е женско, а на свет го донесе Росица Ивановска од село Јакимово. Градоначалникот Емил Дончев традиционално на Водици во посета на првото новороденче во новата година. По повод Водици, градоначалникот Емил Дончев го посети првото новороденче во 2017 година во Виница. Годинава првото бебе е во семејството Ивановски од село Јакимово, која е втора рожба на родителите Росица и Сашко Ивановски. Бебето е Мила Ивановска, родена е на 2.1.2017 година во Кочани. Прва рожба оваа година. Пресрекни сме што ни дојде во новата година новороденче прво во Виничката општина. Во општината во минатата година се вакцинирани 153 бебиња, а на почетокот на 2017-та Виница ја има и првата тројка близнаци во село Градец, инаку трета тројка на ниво на општина во последните 10 години. Ланската година во неговиот брат близнак, годинава во него. Двајцата близнаци Манасиеви од Виница една по друга година го фаќаат крстот на Водици по повод верскиот празник Богојавление. Браќа близнаци од Виница лани и годинава се кандидатите кои го примија Божиот благослов. Лани беше Дејан, а годинава Даниел Манасиев. 7 години се фрла по крстот во водите на Виничка река, а прв пат го фаќа. Господ здравје нека дава на сите кандидати што сакаат да го фанат крстот, нека го осетат тоа чувство. Духовната среќа со Даниел ја споделија сите 13 кандидати кои се фрлаа во осветените води, а храмот Свети Архангел Михаил, локалната самуправа и Зегин го благословија и со награди. И ова година во осветените води на Виничка река се фрлаше светиот крст. Најсреќен ова година беше Даниел Манасиев и јас сакам на него, на неговата фамилија и на сите жители на општина Виница да им посакам многу здравје, среќа и успех во новата година. И годинава голем број луѓе го следеа потопувањето на крстот во водите на Виничка река, а пред осветувањето на водите во храмот Свети Архангел Михаил во Виница беше отслужена света божествена литургија. Почна пријавувањето за бања и бесплатен викенд за пензионерите. Од Кочани услугата од проектите Банјско-климатска рекреација и бесплатен туристички викенд ја искористуваат повеќе од 350 пензионери. Од денеска до 20 февруари 2017 година сите корисници на пензија ќе може да поднесат барање за користење на една од услугите од двата проекти Банјско-климатска рекреација и бесплатен туристички викенд, спроведувани преку Министерството за труд и социјална политика во филијалите на Фондот на пензиското и инвалидско осигурување на Македонија. Ова денеска го истакнаа од Министерството за труд и социјална политика, појаснувајќи дека право на користење на услугите од овие проекти имаат корисници на старосна, семејна и инвалидска пензија кои живеат во Република Македонија. Во Кочани, таква услуга Банјско-климатска рекреација и бесплатен туристички викенд секоја година користат повеќе од 350 пензионери, информираат од Сдруженијето на пензионери Кочани, од каде што додаваат дека тука се вклучени и пензионерите од Зрновци и Чешиново Облешево. Од Фондот на пензиско и инвалидско осигурување на Македонија филијала Кочани појаснуваат дека образецот на барањето го има кај нив или на веб страницата на Фондот. Доколку корисникот на пензија користи и пензија од друга држава со која Република Македонија применува договор за социјално осигурување, задолжително доставува потврда од банка за износот на странската пензија. Доколку корисникот на пензија користи паричен надоместок за помош и нега од друго лице, додаток за мобилност и слепило или додаток за глувост, нема потреба да доставува потврди за користење на овие права, бидејќи ќе се врши проверка преку електронска размена на податоци меѓу институциите. Инаку, услугата Банјско-климатска рекреација може да се користи еднаш во период од март до ноември 2017 година, во трајање од 7 дена и опфаќа 6 полни пансиони, банјска терапија, задолжителен здравствен преглед и трошоци за превоз во висина на повратна автобуска карта по завршување на користење на услугата.
Лицата корисници на пензија кои што користат и паричен надоместок за помош и нега од друго лице, додаток за мобилност или слепило или имаат право на придружник за време на бајско-климатската рекреација. Корисниците на пензија кои што ја искористиле услугата во претходните 3 години немаат право да ја користат оваа услуга во 2017 година. Услугата бесплатен туристички викенд пак опфаќа 2 полни пансиони и организиран автобуски превоз од местото на живење на корисникот до хотелот. Корисниците на пензија кои што ја искористиле оваа услуга во претходната 2016 година немаат право да ја користат услугата во 2017. За овие 2 проекти во буџетот на Министерството за труд и социјална политика за 2017 година обезбедени се финансиски средства во висина од 46 милиони денари. До 31 декември минатата година заврши рокот за пријавување на дивоградби за легализација. Од доставените 5988 барања за легализација, решени се 3536. Општината наскоро ќе излезе и со податоци за тоа колку е почитуван рокот за поднесување на елаборати во првиот законски рок за легализација. Рокот за комплетирање на барањата за легализација на дивоградбите кои се опфатени во првиот рок кој започна од месец март до септември 2011 година истече на 31 декември минатата 2016 година. Според податоците добиени од општина Кочани во овој законски рок за легализација биле доставени вкупно 5988 барања. Останува да се види колкав е бројот на поднесени барања за легализација до 31 декември минатата година. Од општина Кочани истакнуваат дека досега од страна на општинската администрација се решени 3536 барања, со што овие објекти во сопственост на граѓаните се легализирани. Во овој период се одбиени 45 барања на граѓани за кои не постојат услови објектот да биде легализиран. За решавање остануваат уште 2407 барања. Во најголем дел од документацијата недостасува геодетскиот елаборат, кој според одговорните во општината, граѓаните кои имаат поднесено предмети за легализација, ќе треба да ги докомплетираат документите и достават геодетскиот елаборат. Од геодетските оделенија во Кочани во последните денови од месец декември минатата година засилено се работеше на подготовката на геодетските елаборати и истите се доставени на време за комплетирање на предметите и нивно решавање во текот на овој и наредните месеци. Инаку, во вториот рок за пријавување на дивоградби кој го овозможи владата, во општина Кочани барања за легализација доставиле 1603 граѓани, за кои рокот за докомплетирање на документацијата истекува на 31 декември 2017 година. Следува информацијата од спортот. Младата екипа на Баскет Дино, која се надпреварува во младинската М12 кошаркарска лига, викендов ќе учествува на меѓународен турнир во Скопје. Надпреварите се добра можност за проверка на подготвеноста на екипата пред продолжението на настапите во правенството во кое се меѓу најдобрите тимови. Ново признание за својот квалитет и добрата игра добија младите кошаркари на Баскет Дино, кои се надпреваруваат во М12 младинската лига. Деновиве се поканети за учество на меѓународен турнир, што овој викенд ќе се одржи во Скопје, а чиј организатор е кошаркарскиот клуб МЗТ. Според информациите од кочанската екипа, се работи за традиционален турнир под називот Триглав куп, на кој освен нашиот тим и домакинот, ќе учествуваат и екипите на Водно Санс и Академија од Скопје, како и по еден представник од Бугарија и Србија. Се работи за еден од посилните турнири во Македонија за кошаркари од генерацијата 2005 и 2006, а тоа ќе биде добра можност за проверка на подготвеноста на нашата екипа пред продолжението на пролетниот дел од правенството. За следниот викенд пак, младите кошаркари со истата екипа ќе учествуваат на уште едно меѓународно надпреварување. Се работи за мини баскет фестивал Рајко Жижик, посветен на некогашната легенда на југословенската кошарка, а што по 17-ти пат ќе се одржи во Белград. Инаку, во својата категорија Баскет Дино оваа сезона од правенството во М12 лигата добро ја започна, реализираше 2 победи и се најде во врвот на табелата.
Почитувани, современската прогноза ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Имајте пријатен викенд. Довидување.